Ке успее ли актуелниот надпартиски градоначалник Николчо Илиев да ја трансформира функцијата советник од привилегија за остварување лични интереси во одговорна политичка улога која подразбира работа во интерес на граѓаните? Ако се оценува според одважниот став да не се попушти предоценувачкото напуштање на 10-та седница на Советот од страна на советниците Валентина Андонова од ДОМ, Дени Богатинов од ЛДП и Сашко Стефановски од НСДП, кој надевајќи се дека обединети ќе му го урнисаат мнозинството и на тој начин ќе го натераат да им ги исполни личните желби, тогаш граѓаните имаат право да се надеваат на позитивно поместување. Особено и поради одлучноста со која не само на одметнатите советници јасно и недвосмислено им се кажува дека општината и градоначалникот не се институции за вработување, посебно не прекуредно и партиски. За подсетување, во практицирањето на претходните локални власти се случуваше советници, поединци или групно преку притисоци и уцени да издействуваат вработување на нивни блиски и тоа не било каде, туку главно во општинската администрација. Токму затоа во неа сега работат заслужни синови, ќерки, снаи, зетовци, сопрузи и други роднини, но не затоа што се или не се стручни или што се избрани во редовна конкурсна постапка, туку заради политичка итрина на сметка на граѓаните. И добро ке беше ако партиски вработување имаше само во општинската администрација. За жал и порано и сега партиски војници запоседнуваат работни места, неретко измислени наменски, не да им се удоволи на потребите на институциите, туку да се заврши работа на поединци. Дури и раководни функции се делат според народната, каде течело пак ќе тече, па за директори се именувани синови на поранешни директори, докажани партиски функционери и секогаш во образовните, здравствените и други буџетски институции. Во бранови се вработуваат ќерки, браќа, сестри, мајки.